Војводата од Сасекс, принцот Хари, успеа да се спогоди во судскиот спор против британскиот издавач News Group Newspapers, кој го издава британскиот таблоид The Sun. NGN му понуди целосно и недвосмислено извинување на принцот Хари за новинарите и приватните истражители што тие ги ангажира за хакирање на телефонот на принцот, следење и злоупотреба на приватни информации, пренесува BBC. Тој исто така ќе плати значителна оштета бидејќи двете страни ги решија правните барања, изјави адвокатот на Хари, Дейвид Шербон, пред Високиот суд. Оваа спогодба е голема работа и е прв пат NGN да признае неправилности против принцот Хари, конкретно со незаконски активности на приватни истражители кои работеле за Сан. Во соопштението експлицитно не се признаваат нелегалните активности на новинарите на Сан, но сепак е голема победа за принцот. Но има и победа за NGN. Тие го избегнаа најлошото можно сценарио на судење во кое би бил вклучен самиот врв на корпорацијата. Музичката звезда Јелена Карлеуша се огласи откако списокот на пејачи чија музика беше забранета на антисрпските протести се појави на огласна табла во средно училиште во Белград. Јелена Карлеуша истакна дека на музичарите не им е место на протестите кои наводно биле организирани за жртвите во Нови Сад и го повика српскиот народ да се крене против немирите за кои се залагаат странските служби. Пациенти прават списоци како во времето на Хитлер, ја ставаат на список мртвата Мерима Његомир, освен тоа каква музика се пушта на наводните протести за жртвите, пуштаат музика, има диџеј, повторувам, 7 милиони сме. Време е српскиот народ да се крене против фашизмот платен од ЦИА. Ако тоа им помина во Сирија, Авганистан, Ирак, Либија, нема да помине овде, изјави Јелена Карлеуша. Да подсетиме, на социјалните мрежи се прошири фотографија од една белградска гимназија на која се гледа список на уметници чии песни се забранети да се свират на протестите во Србија. На листата се најпознатите имиња од српската естрада како Аца Лукас, Харис Џиновиќ, Жеко Јоксимовиќ, Јелена Карлеуша, Зорица Брунслик, Лепа Лукиќ, па дури и покојната Мерима Његомир. Дарио Панковски, или познат само како Дарио, е роден на 23 јануари 1963 година во Скопје. Својата музичка кариера ја започнал во 80-тите како дел од ново формираната New Wave музичка група Bon Ton. Најпознати хитови од тоа време се Добрите девојки, Таа мала Маја и Старо купувам. Со Bon Ton Дарио учествувал на неколку фестивали, од кои најзначаен е Макфест. По распаѓањето на групата, Дарио на неколку пати учествувал на Макфест како солист. Во 1992 година била формирана групата Дарио и МиГ-21. Истата година бил издаден нивниот прв албум насловен како Бактерија. Од овој албум најголеми хитови станале песните Ладна како камен, Косоука и Викни ме на чај. По неколкуте промени во составот на членовите на групата, во 1994 година бил издаден нивниот втор албум насловен како Funky Sound. Од овој албум најголеми хитови станале песните Дај да заспијам, Сети се и Секој сака. Песната Дај да заспијам, која представува латино балада, била прогласена за хит на годината во 1994 година. Во овој период излегла и најпознатата песна Дупла водка, која ги соборила сите рекорди и се задржала долго време на топ листите. Новата филмска сезона во киното Манаки во Битола почнува вечерва во 18 часот и 30 минути со проекција на детскиот филм Клинци каубој. Две стирачиња од Ирска тргнуваат на возбудливо патување со воз до Њујорк за да го сретнат својот војко и да го побарат неговото наследство. Додека се спријателат со гувернатата која се грижи за друга група деца, тие се соочуваат со ненадеен напад од бандити.
Филмот е синхронизиран на македонски јазик, влезница чини 150 динари, а може да се купи на билетарницата еден час пред проекцијата. Следните проекции се закажани за утре и за дотре во истиот термин.